Граѓани од ромска националност вчера и денеска ги блокираа патиштата во повеќе градови како што се Кичево, Струмица, Штип, Кочани, Шуто, Ризари, но и главниот пат од Битола кон Ресен. Тие се против воведувањето на системот безбеден град, откако полицијата почна строги проверки, казни и одземање возила за лицата без возачка дозвола. Жителите на некои ромски населби тврдат дека се дискриминирани, бидејќи тврдат дека многу од нив немаат завршено образование и затоа немаат услови да аплицираат за полагање на возачка дозвола. Треба да мисли дека сте ние клучот за него. Ова ако не го тргнит, ќе излагаме секој ден. 24 часа ќе бидеме активни. Од цела Македонија нема да имат мир од Тошковски. Ова што ќе го правиме ние нема да биде за добро, ќе биде за лошо за него. Бараме од државата законот што го пушти овој да се отстрани, пребидејќи многу луѓе сме останати без храна, без јадење, без пиење, без деца да носиме на школу. Значи ова е катастрофа. Нова е голема катастрофа. Бараме да се врати стариот закон или па ако не се врати стариот закон на тестој не мора да не пуштат, пребидејќи знаат дека ние ромите не сме писмени. Премиерот Христијан Мицкоски побара од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски брзо да реагира на секоја закана за редот и безбедноста, за да не се повтори вчерашната катастрофа, како што рече тој. Разговарав денеска утрово со министерот за внатрешни работи и она кој што го побарав од него да биде за секој некој што го прекршил законот, се заканувал, јавно упатил, закани го загрозил мирот и безбедноста на граѓаните, жестоко да се одговори. И ќе биде одговорено жестоко за да не се повтори тоа дивење од вчера што се повтори. Инцидентите предизвикаа низа реакции на социјалните мрежи. Граѓаните бараат законите да важат за сите и повеќе, да не се вози со нерегистрирани автомобили и да нема возачи без возачка дозвола.